почитувани пријатели, почитувани граѓани, почитувани соборци. Ало, начелниче, нема да ги забраните бомбите. Ало, бомбите се нашата вистина. Бомбите треба да останат таму каде што се, дури и сите да бидат објавени. Заради тоа што тие се сведоштво за она што се случувало во изминативе 9 години. Како оваа власт владеела, како оваа власт ги злоупотребувала својата моќ, како ги кршела нашите права, како не прислушувала, како во суштина ни го нарушила и приватниот живот. Јас ја имам мојата папка. Дури и законот да биде донесен, а нема да биде донесен, таа папка немам намера никогаш ниту да ја уништам, ниту да им ја предадам. Имам намера само да ги тужам. Овој закон кој што го предложија е неуставен. Овој закон е обид само да го скријат она што го направиле и да мислат дека можат да не лоботомираат и да заборавиме што прават и што ни прават. Но ние може би 9 години чекавме, ама веќе нема да чекаме. Оваа власт мора да замине и тоа треба да и биде јасно. Овој закон мора да биде повлечен. Нема правда, нема мир. И тоа треба да дојде. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. И затоа законот бараме да биде повлечен. Бараме веднаш да биде повлечен и ќе протестираме се додека тој не биде повлечен и не биде јасно дека тоа не може да помине. Веќе не можеме во суштина да им помагаме со тоа што ќе молчиме и ќе се плашиме. Ние веќе не се плашиме. Тие мора да одговараат. Не смееме исто така да дозволиме процесот да биде на преговарање постојано да биде миниран. Затоа и апелираме до меѓународните посредници тоа да не го дозволат. Се што е договорено треба да се испорача. И оставката на премиерот во заминување исто така треба да се случи во рокот кој што е предвиден. Оставка! 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 Што тоа би значило за новинарите? Мислам дека е фашистички. Мислам дека тоа е најдобрата дефиниција на ова што тој носи. Тоа е забрана од еден такав широк обсег, што практично ги оставя новинарите без 70-80% од она што би значило истраживачка работа и од голем дел од темите кои треба да ги покренуват, бидејќи тие и онака имаат големи проблеми во комуникација со државни органи и со луѓе што треба да дават изјави и така натаму, кои треба да бидат јавно да ги изложуваат своите ставови. Сега ќе дојдат во ситуација да тие едноставно не смете ни да ги прашате, бидејќи тоа секогаш може да се повика дека се работи за законска забрана. Такво нешто е преседан. Понатаму вие нудите забрана која се однесува на целиот свет, што е, мислам, лудо. Затоа што вие денес не може сватите на светот, нека одите. Тала Џафери нека забрани во Америка, значи не би постоел, не знам, Вашингтон Пост, не би го открил Watergate, бидејќи знаете, истиот резон би бил тогаш. Зашто да откривате нешто, зашто да истражувате, вие се работи за висок функционер, председател на држава и така натаму. А таму ми имавме сето тоа. И ниту новинарите одговараа, ниту некој мислеше да ги казнува, на крајот на краишта си поднесе председателот оставка, беше принуден, се формираше исто како кај нас специјален обвинител, еден душе. Не се знаеше никој ќе го суди. Сето тоа се надмина, меѓутоа демократско општество секогаш наоѓа одговор на ситуацијата. Ние во ситуацијата, оваа ситуација наоѓаме одговор како да не даваме одговори на сите незгодни прашања во иднина. И се што постоело, тоа
тоа е додатен пример за лудилото на овој закон да важи ретроактивно, што мислам дека никаде во светот нема. Тоа е основно правило во право. Доколку се донесе овој закон, имате ли намера да ги избришете сите статуси на социјалните? Не, секако нема да ги избрише. Мислам дека тоа е лудило и тоа не може да се избрише. Како мислат дека ги бришат луѓето по? Па ќе се јавуваат од странството, веројатно затоа и мислат да го невозможно тоа да делува и надвор од нашите граници. Меѓутоа не може да се избрише. Ја не мислам да ги избрише. Се што имам јас кај мене тоа ќе си остане. Нити мислам во весникот дека треба да го брише. На назад или на напред. Мислам се тоа што ќе го дознаваме ќе си остане. Затоа што ние мислиме и понатаму да живееме во општество кој треба да биде демократско. На овој начин и на друг начин и преку социјалните мрежи и преку нашите медии реагираме на овој небулозен и глупав закон кој е опасен по сите демократски тенденции, по не сакам да зборувам за слобода на медиумите, зашто мислам ваква лудост да се стопни со оние казни, драконски и монструозни, со тузина небулози во кои не можете да разберете како тие тоа ќе вршат контрола, слушуваните материјали во странство да не се објават, ќе влекуваат и по дома да не ги одземаат материјалите. Треба ли по подруми да одиме да слушаме, мислам овако, не знам, шестојанорска диктатура. Доколку имаат некакви идеи да забранат убивување на нови момијето, се друго е невидена глупост и голем срам за Македонија. Доколку ваков закон помине со такви небулозни одредби, мислам дека срамот ќе го носиме сите, особено оние кои ќе гласат.